Добар ден. Се радувам што и денеска ќе имаме можност повторно во живо да се дружиме со Фактор здравје, темата можноста заедно да комуницираме и гостинката чие што представување ќе следува во продолжение. Се надевам и уверен сум дека и денеска ве наоѓаме во одлична здравствена состојба, а доколку е така ве поканувам тоа да ни го докажете преку ваши јавувања и присуство пред екраните. Добро дојдовте уште еднаш и еве го представувањето на темата и гостинката со која што вие и јас ќе се дружиме во продолжение. Денешна тема во Фактор здравје е шилци во пета. Ке зборуваме за оној дел од ногата или долниот екстремитет кој што е најекспониран и најпредодреден за појава на шилците во петата. Станува збор за појава која што е многу честа, а за тоа што представуваат и конкретно како се третираат и во крајна линија откриваат, денеска одговор ќе ви понудиме преку стручниот коментар од практично и научно искуство на доктор Атина Панговска, која што е специјалист физијатар од приватната здравствена установа Медика од Физио плюс Медика, се извинувам, од Скопје и со која што денеска вие и јас ќе потсетам уште еднаш ќе имаме задоволство заедно да се дружиме. Добар ден, доктор Панговска, добро дојдовте и како сте во овие услови на коронавирус? Како работите? Добро ве најдов, добар ден на гледачите. Работиме значи со сите препораки од Министерството за здравство за заштита од COVID-19, така да сите пациенти на кои што им е неопходна физикална терапија, значи си ги добиваат услугите со тоа што нели доаѓаат на конкретно закажан термин, се врши дезинфекција, се носат заштитни маски. Значи тоа се однесува на оние во акутна и хронична состојба кои што имаат потреба. Да, значи има пациенти кои што не можат да чекаат, како што се скршеници, некои акутни состојби и така натаму, така да ние си работиме, значи да кажам најнормално со почитување на сите препораки од Министерството за здравство. Да, благодарам за вашето присуство денеска. Вие доколку сакате да бидете во контакт со доктор Панговска и тимот во приватната здравствена установа Физио плюс Медика, слободно обратете се на 078 355 788. Денешната тема во Фактор здравје, шилци во пета, ќе ја разговараме со доктор Атина Панговска, специјалист физијатар, а оваа тема и вие сте добро дојдени уште еднаш ке нагласам да ја дискутирате и со ваши прашања да ја збогатите емисијата на 6091-925, односно 6091-924. Доктор Панговска, бидејќи зборуваме за појава која што е многу честа, рековте, и во вашата пракса и од научната литература, што е она што пред се би сакал да ги запознаете гледачите во однос на анатомијата и физиологијата на петата и кои се причините за појава на народски кажано шилците во пета? Како што кажа, значи болката во петата не е толку ретка симптоматологија. Се јавува значи добар број на пациенти со болка во петата. Сега не е само шилецот во петата единствена причина за болка во петата, така да многу е важно во почетокот диференцијално дијагностички, нели да си ја поставиме точната дијагноза пред да почнеме со лекување. Всушност, како што е темата шилец во пета, тоа представува појава на калцификат на петната коска и се јавува најчесто како одбранбен механизам на самиот организам на одредено хронично некое преоптоварување кое што настанува кај пациентите. Односно на петната коска се припојува една плантарна фасција која што всушност има некоја улога на лигамент. Таа плантарна фасција се простира долж целото стапало, значи надолжно, и има улога во одржување на сводот на стапалото, како и во амортизација на самото одење. Припојот на таа плантарна фасција за петната коска, значи кога настанува хронично преоптоварување, настанува одредени микрооштетување на самата фасција. Истовремено нели оштетена циркулација, воспаление на таа фасција, на самиот припој, значи настануваат најчесто тоа механичко преоптоварување и како след на сите овие работи, како нека одбранбена реакција на организмот настанува таложење на калциумови соли, односно настанување на овој калцификат. Тоа е само по себе некој нели одбранбен механизам ќе се створи тој калцификат, меѓутоа потоа тој калцификат прави притисок на меките ткива, што всушност резултира со таа појава на болка во петата. И тогаш е проблемот, нели? Тогаш е
проблем симптомот кој се што појавува. стварно им го оневозможува секојдневното движење, функционирање и работење на самите пациенти. Бидејќи петата, како што рековте, ги амортизира и на некој начин целата тежина која што паѓа од телото ја амортизира и одиме сигурно дека дебелината е еден од факторите или зголеменото ниво на телесна тежина за појава. Кои други фактори влијаат на шилците и појавата на овие калцификати? Секако дека прекомерната телесна тежина допринесува нели за поголем притисок на тој шилец на меките ткива, нели колку поголема тежина стапалото како најдолен дел од телото, целата тежина нели е на самото стапало. Други ризик фактори кои што допринесуваат се да кажам некои професии кои што се поврзани со прекумерно стоење, одење, значи самото тоа доведува до преоптоварување на стапалото. Исто така се многу често пати се јавува кај спортисти кои што нели прават некој спортско преоптоварување нели на стапалото, како што се атлетичари, тркачи и слично. Исто така попредиспонирани се и особи кои што имаат рамно стапало. Кај нив или дустамбални нели народски кажано. Кај нив е забележано дека во поголем процент се јавува шилец во петата. Дали и тесните чевли пред да го слушнеме првото јавување или обувките детерминираат појава на шилци? Значи неудобни чевли кои што се носат во подолг временски период, секако дека имаат влијание за појава на овие шилци, бидејќи нели ако е неудобна чевлата не е рамномерно распределен оној притисок, нели тука биомеханика се работи да биде рамномерно распределен притисокот на стапалото и со тоа се оптоварува одреден дел на стапалото кој што страда понатаму. Да го слушнеме првото јавување, првата господја или господин што имаат да прашаат. Добар ден. Ало. Добар ден, господјо, добро дојдовте, ве слушаме. Ало. Ало, добар ден уште еднаш. Дали ме слушате? Па не знам зашто не ве слушам јас. Да, јас ве слушам, во програма сте, поставете го прашањето. Прашање нема да поставам, него еден народен лек. Дали ме слушате? Имаме некој проблем очигледно со вас, ве поканувам повторно да се јавите. Дали имаме уште едно јавување? Добар ден. Доколку не, ве поканувам да бидете со нас и да се јавите доколку имате прашање во однос на патогенезат или развојот на шилците и овие калцификати, дали прекуноќ или од што е детерминирана брзината да биде побрзо или позабавено појавувањето на овие шилци? Додека се развие шилецот треба еден хроничен процес, значи да стои за тоа. Така да не е дека се јавува толку брзо, болката може да се јави акутно, меѓутоа самото стварање на тој шилец од патофизиологијата што рековте, значи тоа си оди постепено. Како што реков претходно, значи едно хронично преоптоварување кој што постепено води до микрооштетувања, до оштетена циркулација, до такви микротрауми кои што понатаму настануваат со стварање на еден калцификат. Меѓутоа битно е ние да направиме една диференцијална дијагноза, бидејќи не секоја болка во петата е шилец во петата. Причина, да. Некој пат може да се јавува и ретрокалканерен бурзит. Тоа е всушност воспаление на една кесичка која што го олеснува движењето на хиловата тетива и петната коска, значи може често пати тоа да се воспали и да даде болка која што всушност боли целата пета и пациентот не знае дали го боли повеќе долу или од страната. Исто така може воспаление на хиловата тетива да даде болка на кај петата, понатаму припојот на хиловата тетива за калканеусот, за петната коска, исто така може да даде болка. Меѓутоа ние понатаму нели си ги преземаме сите иследувања за да си ја потврдиме дијагнозата. Некој пат може да се работи само за плантарен фасцит, значи воспаление на плантарната фасција. При нели спортски пренапрегања, овие состојби што ги кажав најчесто настануваат при тренинзи, спортски пренапрегања и слично, со мирување и слично им поминува болката, меѓутоа шилец не постои. Затоа некој пат болката во петата може да биде или во стапалото, може да биде причина и од кичмата, да речеме некоја дискус хернија, спондилоза во половината, затоа ни е многу битно да направиме еден детален преглед пред да почнеме со лекување на пациентот. И пред да зборуваме за дијагнозата и третманот на кој што ќе дадеме аспект во вториот дел од Фактор здравје, во овој прв дел од емисијата сакам уште да ве прашам дали билатерално или унилатерално се јавуваат овие шилци, односно на едната или двете нозе се зафатени, односно пети. Па во праксата имаме често пати пациенти со шилец на едната пета, меѓутоа во тек на следните 2, 3 до 5 години се развива шилец и на другата пета. Не секогаш, значи меѓутоа доста често се настанува шилец и на другата пета и често пати ги болат двете пети. Сега што е типично во клиничката слика кај овие пациенти,
Најтипична е една утринска болка на првото разгазување, значи пациентот кој ќе стане, кој ќе се разбуди на првото разодување, всушност првиот притисок на шилецот врз меките ткива, тоа им прави страшна болка. Понатаму како ќе се разодат пациентите, нели во тек на секојдневните активности, попушта болката и кога веќе крајно ќе се измори, долго стоење, долго одење, така натаму повторно да се јави таа болка. Меѓутоа тоа утринско прво разгазување и таа болка е многу типично за шилец во петата, односно клиничката слика ни укажува на шилец во петата. Овде алудирате на акутната болка, кога првпат би се појавила како клиничка манифестација во утринските часови или кога во хронична фаза тоа би поминало истиот манифест кој има, односно истата слика? Обично тоа се случува во хроничната фаза. Во акутната фаза ги боли постојано. Значи, толку е болно стапалото, не можат пациентите да си го допрат. Акутната фаза, значи, стварно е болно и во таа фаза препорачуваме само ставање на ладни облоги и строго мирување. Таа фаза, за среќа, секој пат и медикаментозно нели ги подкрепуваме пациентите со аналгетици, со антиинфламаторни, кортикостероидна терапија, значи перос преку уста пијат. Така да брзо се смирува таа акутна состојба. Меѓутоа хроничната состојба е после таа што хронично ги мачи, значи постојано не можат да одат како што треба, не можат да носат какви чевли сакаат и слично. Така да многу треба значи да се и советуваат пациентите и да се лекуваат. Сигурно благодарам за овој дел од разговорот. Дали ќе имаме среќа повеќе со следното јавување ќе откриеме? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господја. Ало, добар ден. Добро дојдовте и вие, ве слушаме одлично. Кој е вашето прашање? Вака. Едно прашање до докторката. Јас сум оперирана од кичма. Добро. После првата операција ми излегоа шилци на коленото. Ама ногата од операцијата ми остана здрвена од колено надоле. Добро. Сега па не можем да газим на цело стапало. Дали ова доволно или ви треба некоја информација уште? Доктор? Па Не доволно. Да, доволно е. Благодарам за вашиот интерес и внимание. Како што рече пациентката, оперирана е кичмата, она што го кажав претходно дека болката во стапалото може да биде и од кичмата, бидејќи тука се работи за компресија на корен, односно притисок на корените на нервите горе во кичмата. Пациентката е оперирана, значи тоа си имала некој хроничен проблем и со самото тоа што кажува дека е здрвено од коленото надоле, значи целата, да кажам, под колените и стапалото, тоа пак не укажува дека се работи за компресија на корените на нервите, дека најверојатно се работи за проблем што е локализиран лумбално во кичмата. Решение или советување? Решение е секако ќе се оди на редовни контроли кај неврохирургот кој што е оперирал пациентката. Може да се направи дополнително контрола од невролог кој што ќе направи ЕМГ да видиме колку е воштетувањето на тој нерв. А лекувањето секако ќе биде кај специјалист физијатар, нели? Физикалната терапија многу ќе помогне на пациентката. Да, благодарам за овој одговор и добре дојде посакувам до следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден уште еднаш. Ве поканувам повторно да се јавите и доктор Панговска пред блокот реклами. Уште сакам да ве прашам дали лицата кои што имаат одредена друга хронична болест или коморбидитети, пропратни заболувања од типот на дегенеративни заболувања или заболувања на косткено-скелетниот систем, исто така се предиспонирани за појава на овие шилци во пета. Па обично кај тие пациенти кои што имаат нели остеопороза, хронични некои дегенеративни болести на зглобовите, секако дека кај нив се јавува почесто, меѓутоа не е толку сигнификантно тоа отстапување, значи дека кај нив ќе се јави шилец во петата. Така да тие често пати покрај шилци во колената, што ги кажа пациентката, и знае да имат и шилец во петата, меѓутоа не дека кај нив во некој значително поголем процент ќе се јави. Да, благодарам за овој прв дел од разговорот, а пред блокот реклами само да подсетам дека ги спомнавме лицата со зголемено ниво на телесна тежина, кои што се во ризична група за појава на шилци во пета, и токму за нив и за сите оние кои што сакаат од медицински и естетски аспект да го намалат нивото на дебелината, слободно може да се обратат за бесплатна консултација во Липодиет центарот во Скопје, кој што се наоѓа на улицата Димитрije Чуповски број 22 спроти поранешен Макдоналдс, а телефонскиот број за бесплатно советување и закажување термин е 070 535-033, каде што тимот на Липодиет центарот од Скопје со протоколот на исхрана базиран на аминокиселини, трајно и без јојо ефект ќе ви помогне да го намалите нивото на телесна тежина до 10% во првите 14 дена. И пред паузата да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Ало, дали ме слушате? Добар ден. Уште еден обид да направиме. Добар ден. Дали сте на линија?
Добар ден. Да, господине, ве слушаме, одлично ве слушаме. Кое е прашањето? Не, прашање, јас имам искуство со лекување на шилци во пети. Добро. Јас имав пешачење еден ден така во напорно пешачење до Галичник и долу се вратив пешки и кога слегував надолу почувствував јака болка во петиците, шилци во петите. Добро. Па отидов, направив снимки на рентген и докторот ми рече дека имам шилци во пета. Ама дека тоа тешко се лекува. Добро. Јас отворив по интернет и најдов таму дека може да се бара чаре, да се бара лек со изредбан компир, да се стави на двете пети, да се завие тоа со стрес трака и да се спие неколку вечери со тоа. Да, благодарам за вашиот совет и за препораката. Ке слушнете коментар по блокот реклами. Останете со Фактор здравје и со останатите аспекти од денешната тема. Ја продолжуваме денешната тема со доктора Тина Панговска, специјалист физијатар од приватната здравствена установа Физиоплус Медика од Скопје, достапна на 078 355 788. А повторно имаме веќе некого на линија. Дали сте се уште тука? Добар ден. Да. Да, благодарам за трпението. Кое е вашето прашање? Ало? Да, добар ден господине уште еднаш. Во програма сум. Да, во Фактор здравје ви благодарам што бевте трпелив. Кое е вашето прашање? Видите, јас сум 71 годишен пациент. Добро. Да го намалам телевизорот. Добро, може да го намалите. Ме интересира, јас имав проблеми со кичмата, лева страна, значи колкот под коленицата и прстите долу. Меѓутоа, со терапија ваму таму, некако успеав, бев и у бањи, меѓутоа шилците ми се појавија негде во септември месец на десната нога. Во ред. Кое е сега прашањето? Прашањето е, ми дадоа тогаш, имав снимка направено рентгенска и ми утврдија дека се шилци. Ми ставија инекција директно во пета и ми дадоа нодол. Добро. И една крема Алфха Жон Гел, така нешто ми се чини. Добро. Имате ли конкретно прашање сега или само совет барате? Дали овие препарати да ги употребувам, пошто само тренутно ми го убlažуваат болот. Да, ви благодарам за вашето прашање и вашиот интерес. Кој е коментарот или сакате претходно за господинот што се јави, што рече дека пешачел и дека тогаш болката била истакната, односно како симптом се јавила? Да, претходниот пациент што се јави, значи пешачењето секако дека помага. Истовремено може да ние во склоп на терапијата често пати правиме вежби за јакнење на мускулите на стапалото, на подколеницата, така да движењето секако дека е корисно. Во однос на што праша мачкање, такви природни лекови, сега ние сме лекари, нели се држиме до нашата медицина, така да тоа како дополнување секој може да си проба, додаде, да кажам, на терапијата такви некои, да кажам, алтернативни методи. Од колегата ваш од глобалната мрежа. Мислам, шега на страна, сепак кај вас завршуваат, како што рековте, пациентите, за жал, со овие болки и коментар за господинот што веќе нешто третирал и употребувал. Пациентот што третира, што му ставале директно, значи, инекција во тоа болното веќе го место. споменавте вие, да. Тоа ние го користиме во праксата ако не помага физикалната медицина и слично, ако понатаму перзистира болката, правиме, значи, инфилтрирање, односно апликација на кортикостероид со анестетик, најчесто комбинација, и навистина има многу добро дејство на ублажување на болката. Сепак нели има и временски период кој што треба да се запази, не може секој месец да ги прима тие инекции локално. Така да секако пациентот бил кај специјалист. Во однос на гелот што го мачкал, не разбрав точно кој гел, меѓутоа најверојатно се работи за некој аналгетски гел, тие секако дека помага. 3 до 4 пати на ден да се мачка, има многу гелови на пазарот, тоа секако може да си продолжи да си го мачка, да го мачка. И пред следното јавување само сакам да ве прашам, рековте дека дијагнозата на шилците во пета се утврдува диференцијално дијагностички, како ја утврдувате или ја одрекнувате таа дијагноза? Како што рече пациентот дека е сликан рентген, значи најчесто на еден обичен рентген се гледа тој шилец,
во вид на клунче на петната коска, баш на припојот кај што е на плантарната фасција на петната коска, се гледа како клунче. Самите пациенти си го гледаат на рентген сликата, се со различна големина. Колку е поголем, нормално дека прави поголем притисок на меките ткива и поголема болка. Тоа за почеток за дијагноза ни е сосема доволно. Ако имаме понатаму некои други исследување, препорачуваме. Меѓутоа доволно е само еден обичен рентген и да го видиме тој шилец. И понатаму ја препорачувате терапијата за која што ќе се навратиме последно во јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Ало. Да, ве слушаме, во програма сте. Зборувајте. Здраво. Сакам да прашам докторката. Јас сум оперирана 3 пати дискус хернија. Но сега имам уште еден проблем. Во сите зглобови имам болки. Тоа многу големи болки, во рацете, значи се поместуваат костите, прстите се искривуваат, но имам болки во зглобовите, во нозете, во горниот дел и исто имам шилци. Дали ова доволно, доктор Панговски, или ви треба уште некој податок? Па не рече дека има болка во повеќе зглобови, во рацете дали има болка, во рачните зглобови, да кажам. Во шаката, мислите? Во шаката, да. Дали сте на линија се уште, господјо? Веројатно се исклучи. Добро, нема потреба, значи да... Како што рече, пациентката има еден полиартрит, да кажам, болка во повеќе зглобови, така да јас би препорачала покрај тоа што оперирана, нели, како што рече, кичмата и има шилци, да направи една консултација со ревматолог. Да не се провлекува тука некој ревматско заболување, да се направи една детална крвна слика, да се види седиментацијата, реума фактори и слично, да видиме, бидејќи често пати болка во сите зглобови може да укажува и на некој ревматско заболување. Диференцијално дијагностички да видиме. Ако се исклучи тоа, тогаш значи може да го третираме, да кажам, еден по еден зглобовите што ја болат, со физикална терапија, медикаментозно и слично. Меѓутоа секако првин треба да се испита подетално. Јас би советувала на консултација со ревматолог. И она што остана да го споменеме кога ќе се утврди дијагнозата шилци во пете или калцификати, кои се модалитетите на терапија и што препорачувате во првиот момент кога веќе ќе биде акутна, односно ќе премине во хронична состојба? Па како што реков преска, во акутната фаза, значи строго мирување, што помалку газење нели на стапалото, ставање на ладни облоги и пиење на лекови, нели нестероидни антиинфламаторни лекови, и може да се вклучи кортикостероид, да се намали тоа воспаление, да кажам, и мирување. Во хроничната фаза веќе тука многу е помоќна физикалната терапија што ние нели ја применуваме. Можеме да продолжиме нели со дел од лековите, меѓутоа за физикалната терапија можеме значи подолго да зборуваме. Да, така да први нека се вклучи гледачот пак. Да, само сакав уште да ве прашам дали секоја акутна состојба преминува во хронична, односно што го забавува растењето на тој калцификат или тој шилец? Не, па акутната состојба е само да кажам поинтензивирање на таа болка што постои хронично. Да, во хроничната се намалува. Акутно се јавува најчесто кога направил некој моментално преоптоварување, пренапрегање на стапалото. А она што е хронично е веќе постоечки. Она што е хронично, луѓе имаат болки по 5, по 10 години, значи баш ни хронични состојби. Да, ќе го слушнеме следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Да, добро дојдовте и вие, господјо. Одлично ве слушаме. Кое е прашањето? Да, малку прво да кажам што е причината. При еден пат од лифт во зграда имав повреда на стапалото и ме пратија на рентген. Кога беше сликањето и рентгенологот ми кажа дека нема ништо скршеници, меѓутоа дека имам шилци, сега да ги кажем, и како што кажа доктору, во ахиловата пета. И прави ми многу голем проблем, не можам никако чевли да прилагодам према таа десна нога и пешачам прилично долго затоа што сум диабетичар и морам да пешачам, меѓутоа со огромна болка. Терапија симптоматска, зависи дали е појака или послаба, ќе се напијам, дали има нешто физикално да се оде или нешто операција и така. Да, благодарам за вашето прашање и интерес и ви посакувам секое добро. Колку тука физикалната во овие состојби може да помогне и да се интензивира, можеби фреквенцијата или времетраењето на овие третмани. Кај нејзе најверојатно се работи за, како што разбрав, калцификат во ахиловата тетива, значи пак тука е болката во петата, во горниот дел
и слично, треба значи пак една консултација да направиме директно. Меѓутоа физикалната терапија секако дека помага. Претходно требаше да кажеме дека некои пациенти имаат и шилец во петата и се асимптоматски. Значи на рентген некош прават при повреда и ќе го откријат, а може и да немаат болка. И никогаш да не се појави. Никогаш да немаат болка, значи има и такви пациенти кои што немаат никакви симптоми. Сега во однос на физикалната терапија навистина им помага на пациентите да се ослободат од болката на некој подолг период. Каква всушност терапија правите и што се прави со тоа? Дали само болката се намалува? Значи терапија се користи ултразвук, може да се користи електротерапија, почнувајќи од тенсот, интерферентните струи, електрофореза со лекови, значи може да се дава ласерот, исто така се дава магнетотерапијата, исто така ја даваме. Понатаму криотерапијата, како што реков, ладното, значи многу им помага на овие пациенти. Дури некош кај силна болка може да се прави и криомасажа, значи со мраз. Понатаму го кажав ласерот, исто така постои терапија со ударни бранови, кој што така доста е актуелна кај пациентите, шок-вейв терапија. Тоа се прави еден третман неделно, 3 до 5 недели, која што се смета дека исто така делува на подобрување на циркулацијата, на олабавување на мускулите, на намалување на калцификатот и слично. Исто така во склоп на сето ова може да се применуваат и вежби за стапалото, малку за јакнење на мускулите, кои што секако подолгорочно треба да ги применуваат тие вежби. Ако има потреба физикалната се повторува и 2 пати во текот на годината. Меѓутоа некој пат знае таа болка да биде упорна, не попушта после првата физикална, после втората. Ако не поминува болката воопшто, тогаш одиме на она што рековме апликација локална на кортикостероид со анестетик. Значи боцкање директно. Да, а хируршките интервенции што праша операција нешто слично, хируршкиот третман во многу мал процент, значи ако никош не помага, ако е толку силна болката што пациентот не може да си ги завршува активностите од секојдневниот живот. Но со сите овие модалитети на терапија не може да се отстрани тој калцификат. Само болката како симптом се третира сигурно. Да, најчесто калцификатот си перзистира, да, меѓутоа ние ги ослободуваме од болката. Да, и последното јавување ќе го вклучиме денес во Фактор здравје. Добар ден. Дали сте се уште на линија? Добар ден. Доколку да, ве слушнав дека зборувате, господине. Вие сте наред. Да. Добар ден. Вака, добар ден, поздрав до вас. Благодарам. Редови гледач. Би сакал за жената да прашам докторката во шици има, во пете обично сабајни има болки, па би сакал кои лекови да ги добри се за пета да се ги користи, освен блогите владни, како што рече, во петава. Да, благодарам. Нешто од лекови, нешто. Фармацевски нешто или фармаколошки како помош. Да. Благодарам за вашиот интерес и трпенија. Споменавте вие утрински во акутни случаи има болка. Утринската е типична и во хроничната фаза, значи најтипичната тоа прво разодување што рековте. Да, првото разодување. Меѓутоа малку е неблагодарно да кажуваме лекови без виден пациент и без видени слики. Не го познам пациентот дали има алергија на некои лекови и слично, нели пред да препишеме мораме сето тоа да го анамнестички ние нели прашаме пациентот. Така да најчесто се користат лекови од групата на нестероидни антиинфламаторни лекови. Ги има многу на пазарот, меѓутоа сепак треба пред да се направи преглед, па да се ординира соодветната терапија кај пациентот. И за крај на овој разговор, како совет или препорака, рековте дека пешачењето се препорачува кај лицата кои што имаат шилци во пета, што друго од спортовите или можеби редуцирање на тежина во однос на килажата, одржување на некоја нормална или некоја храна која што треба да се повеќе експонира, односно да се внесува во поголеми количини. Храната нема многу влијание сега, да кажеме директно, меѓутоа во однос на носење соодветни чевли, например, исто е многу значајно за овие пациенти. Не споменавме дека кај овие пациенти многу им олеснува носење на влошки, постојат специјални влошки кои што се стават во чевлата, што се база шилец во пета, има влошки со отвор, силиконски, разни има, меѓутоа сепак тука нели пак се препушта специјалистот индивидуално да одреди, има и влошки што се изработуваат по мерка на самиот пациент, па да може да се ги става во сите чевли. Многу им олеснува на тие пациенти носењето на овие влошки, бидејќи истовремено го амортизираат одот и притисокот на шилецот врз меките ткива. Редуцирање на тежината што кажавте, пешачење. Значи, и дали носењето чорапи или на боса нога одење, баш токму сега во лето исто така има значење или тоа не игра? Убаво одење по нерамна подлога, да кажам, по камчење и слично, тоа истовремено е како една вежба за мускулите на без чорапи стапалото. да се оди со босо стапало. Да, и чинам дека имаме уште едно јавување. Добар ден. Дали сте на линија? Добар ден. Ало? Да, добар ден, ве слушаме, во програма сте.
Кое е вашето прашање? Моето прашање е ова. Имам сопруг, 68 години, активен е, пеше, меѓутоа сега е на недела, го боли петата. Во ред. По-старски му клавам шише да тркала дома со вода. Добро. Дали да продолжи да пешачи или да одмара? Благодарам за вашиот интерес и секој е добро. Ке пешачи пациентот се додека не осети болка, замор, значи сепак тоа да биде пешачење умерено нарамно додека не се смири состојбата, да не пешачи по нагорници и по надолници, нели нешто што повеќе екстремно, го или да џогира и слично нешто што го оптоварува стапалото. Нормално пешачење не прави проблем, самата болка е заштитен механизам на организмот дека нели тука треба да застане. Така да кога ќе почувствува болка и замор, значи треба да одмори, па понатаму да си продолжи со пешачењето. Ви благодарам за вашето гостување, за многуте корисни информации што ни ги донесовте и ги кажавте на гледачите. Ви посакувам убаво лето и повторно од есен да ни бидете дел од Фактор здравје. Ви благодарам на поканата, поздрав до сите гледачи и убав ден. Благодарам уште еднаш доктора Тина Панговска, специјалист физијатар од приватната здравствена установа Физио Плюс Медика, беше денешна гостинка во Фактор здравје. За дополнителни информации ве упатувам на директниот телефонски број 078 355 788. Со оваа информација ви благодарам за вашето внимание, поддршка и секако соработка. Покана утре за неполни 24 часа да бидете повторно со Фактор здравје. До тогаш пријатно, имајте убав ден.